Во дворот на семејната куќа на Два Бреста, тука пред 55 години се случила свадбата. Се склучил бракот помеѓу Томислав и Васка Србиновски. Со казан граф и компир манџа, раскажува дедо Томе. Ги пречекавме гостите. Направивме скромна забава, но ја паметиме и ден денеска. Ги посетивме во нивниот дом. Се подготвуваат за прослава. На истото место ќе одбележат 55 годишнината од нивниот брак. Скромна свадба си имавме, со помалу гости, некако сега. Овде се вареше гра, се вареше кромпирјанија со месо и така овде имаше гозба на гостите. Прибидејќи немавме пари тука за хотел, нали? Тоа беше катно време, гадно време, скудно време, време кое што и леп сме немале да јадеме тоа време. После се измени работата и убаво си живеевме. 55 години не е мала работа. Тој што преживео и доживео, тој знае како е. Значи, кроз 55 години од брак имало и успони и падови. А тие све сме и пребродиле со големо разбирање со мојата сопруга. Затоа што не е лесно 55 години. Стар човек да видиш 55 години, па колку е стар. Не да поминеш со особа, ни знаена, ни чуена и ни видена. Но со голема толеранција прошол нашиот брак како песна. Имаше еден филм "Песма лета". Значи, она ќе ми попушти кој сум ја нервозен, ја нега ќе попуштим. Сме имале големо разбирање и толеранција. Томе вели дека љубовта е најстариот занает на светот. Се потсети како започна нивната љубов, кога го запозна својот животен сопатник, како што вели, својот најдобар другар. Вика, моја ќе биде моја, па што сака нека биде. Прва игранка напримаше дамете бира. Кој гледам, она ми се поклони и ми покани за игранка. И почнемо да играмо и вика, многу ми се свиѓаш, првото многу си згодна, многу си фина према мене, нали? Она трае, посотив ја пак да га бирам на игранка. И така со игранката, идемо од игранка за дома сега. 10 сат дојде, до 10 сат беше работава. После кој ќе биде 10, значи тоа не опримаа дома напред. Мало имавме знаци, значи презнак дека се сакамо, нали? И она падля око на мене, ја на нега, нали? Ги спрати што ги видна, меѓу нас да не повторим тоа што било. И така идевме 2 години, тречата веќе почнавме да збориме за земање. Ако љубовта е минлива работа, тогаш слогата и толеранцијата е она што ќе продолжи да ве одржува во животот. Жената е голема обавеза за мажот и обратно. Мажот за жената. Но мора да имаш толеранција во животот. Зошто е обавеза? Обавеза да идеш на време на ручек, да идеш на време на работа, да дојдеш дома, да га изнесеш жената, да ga почастиш, да ја купиш нешто, тоа се е на мужите е обавеза. Па посебно ако не работата обитачно е. Сака она ти немаш да ја дадеш. По право да збориме сега. За жената обавеза што не може нигде да иде. Муж има. Нека напред чием кај Ѓурѓа, чием кај Зора на кафе. Не, мужот сака дома да е жената привржена. Не да га тепаш, не да га караш, а би е сама свесна дека обавеза мужот е за жената. Хармонијата на куќата денеска заеднички ја градат дедо Томе и баба Васка, нивните деца и внуци. И убавите и лошите моменти ги поминуваат заедно. Заедничкиот живот го продолжуваат. Нека им е вековит.